мотивацијата за изградба на оваа куќа ми е тоа што сакам да дадам личен пример како може да се живее без да се загадува природата. Значи можеме ние да живееме во склоп со природата, да ги имаме сите удобности на модерниот свет. Не мора да биде како што мислат сите, одиш во природа и се отфрлаш. И јас оваа куќа ја направив само заради тоа, да видат луѓето дека може да се направи од земја куќа и дека може да се живее во неа. Че нашата природа е пред плачење. Она е доведена до состојба во која што и треба помош. И единствени што треба да ја дадеме помош е тие кои што го расипале тоа, а тоа сме ние. Затоа јас пробав со личен пример да покажам дека може нешто да се направи. Сега јас сум сам, мојот импакт е мал. Меѓутоа ако нема повеќе луѓе што ќе се мотивираат дали од мене, дали од тоа што гледаат во околината, тогаш ќе има многу поголем импакт на целата средина. Значи да ги оставиме сите тие виртуелни работи, да си ги засукаме ракавите и да направиме нешто реално за природата. Оваа куќа е направена со градбата која што се вика Артбек метода. Таа метода е комбинација на стара метода и нова метода. Методата е измислена од еден ирански архитект, инженер, кој што конкурира на конкурс за НАСА. На НАСА им треба проект кој ќе одат космонаутите на Марс да можат да направат куќа со што помалку материјали. И он измислува метода во која што се носат само вреки и потоа вреките се полнат со земја и се редат. И он победува на тој конкурс и од тогаш се имплементира оваа градба. А он ја пушта на светот да може секој да прави таа градба. Таа градба се состои на вреки, се полнат со земја, се компактираат и се редат една врз друга. И се добива, полека се собира и се добива форма на јајце, која што е една од најаките форми во природата. И оваа метода е една од подобрите методи која што комбинира и старо знаење земја и модерен дел за правење. И оваа куќа направи со таа метода и е прилично лесна таа метода. Секој може да направи. Сега мој нареден план е со екоселото ќе завршам со градбата е да почнам со мојот сон кој што го имам. Во Македонија се создаде вечна шума. Тоа е шума која што ќе биде во приватна собственост наша на народот и која што ќе постои вечно. Сега за таа цел да ја направам ми требаат средства за да ја купам земјата и да ја пошумам. Ја почнав моментално онлайн кампања за собирање на средства за да купам 2 хектара земја кои што се наоѓаат во мојата близина и кои што ќе можеме сите заедно после преку акции да ги пошумиме. И затоа ги молам сите луѓе кои што ја осеќаат таа мисија дека треба да ја дадат поддршка, донираат.